Почитувани, ја следите петата емисија од третата сезона на Потрага по вредности, а денешната тема ја насловивме пријателството како вредност. За оваа тема зборува еден наш драг пријател, мој и на отец Ивица Тодоров, познат како Викса, а по крштение мислам дека е Виктор Петров. И добро мислиш, Дуле, фала ти за убавата најава, секојаш убаво го направи ова. Да не се испоздравуваме како да сме се гушнали енергетски и добро вечер за твојот компањон Ивица. И секако знаев дека имате згодна публика, ама овој агол е сосема поинаков. Ние со отец Ивица се договоривме дека секоја втора емисија ќе покануваме една позната личност. Во таа група сум, во тие познатите и популарни личности, што сакаме да не претеруваме ќе присутна на медиумите. Така и медиумска личност. И навистина ни е драго што си дел од оваа емисија, многу лесно прифати, не требаше да те убедуваме, само ти кажав, ти рече јас мислам дека некои работи се чувствуваат. Оние сега ајде да ние не се гледаме првпат. Значи во принцип сите мислам дека сме премалку луѓе во Македонија па и на Балканов, ако земеш вака професионално за да се промашуваме. Така што секогаш не одел добро муабетот, ова не го зборам дека е на телевизија, не би губеле време толку ефтино, но сакам да кажам дека како да осетив дека треба да правиме муабет. Тоа е најдобрата фаза. Тоа е фазата која гушкаш некого затоа што ти е кејф, дека правиш муабет со некој затоа што ви се поклопуваат тие комуникативни енергии. Секогаш си добар за муабет, а него не дискутирам бидејќи него го гледам тебе медиумските селектирам, а тебе и како и на некои пријателски форми го сретнувам кај што не сум го очекувал во смисол на или дружби. Така. И на таа тема може да фрлиме некој муабет. Пријателството е навистина широка тема, меѓутоа ќе му давам збор на отец Ивица да даде еден вовед духовниот аспект на пријателството, бидејќи нели ние знаеме од искуство, сакаме да имаме пријатели, меѓутоа што значи да се биде пријател? Првим сега да му благодарам на Виктор Викса што прифати да не дружи денеска и да говори за оваа тема пријателството. И да ги поздравивме нашите пријатели што не гледаат. Или ги поздравивме до сега, доле. Не случајно ја избравме оваа тема како плод на разните наши пријателски средби, говориме и за пријателството. Па можеби во последно време многу почесто говориме на оваа тема, затоа што изгледа дека пријателството е во криза малце. Така. Не мала идеја, малку поголема. Човекот сега размислував дека збориш, викам, види сега, малце го натовари, ајде објасни што е пријателство, не се баш објаснува. Ама, ако земеш по оваа логика, дека сите сме на почеток, кога ќе се родиме, сме подготвени да бидеме пријатели. И да имаме пријатели, или стануваш уствари не или, туку стануваш нечи пријател и некој ти станува пријател. Веројатно тоа што е многу комплексно е, она што го викаме живот, си има своји подпатчиња, споредни улички кои се цело време во паралела со таа главната форма. Што е тоа главно што треба да го имаш за да имаш пријатели? Веројатно треба да имаш душа и правец на функционирање сам со себе. И така ги повикуваш пријателите и те препознаваат. Така се сретнавме и го правиме муабетов. Така. Меѓутоа пред нас тука стои Светото писмо и тоа е извор на многу нешта, за многу поими, па и за поимот според мене пријателство, бидејќи уште во првата книга Мојсеева, спомнато кога Адам и Ева биле во рајот, тие биле пријатели Божи, така отец Ивица. И меѓу себе биле создадени да се бидат пријатели еден со друг, меѓутоа, ајде отец Ивица малку подуховно. Од таму да тргне. Може ли? Од почеток. Кога говориме за тоа дека пријателството е во криза, така на разни средби, сега често се отвара оваа тема, братушко, па се јас сум така на тапет тамо, ајде отец Ивица, што е пријателство? За целата приказка е што изгледа дека многу често ние не знаеме што е нешто и затоа што на неправилен начин го практикуваме, доаѓаме и во криза. Ова е многу точно и се поклопува па со некои други, Дуле, например, не знаеме многу економски термини кои не се многу битни за она што го викаме цело време живење, што е инвестиција, што е влог, што е, не знам, дивиденда, ајде, ова се некои модерни фази што ги збориме сите. Пријателство
е многу покомплицирано од тоа, или да не го зимаме така здраво за готово. Што е другар, што е пријател, што е френд, пошто е различно, што е Facebook пријател, е тотално различна работа. Виртуелен, ама и на виртуелниот пријател имаш FB френд и имаш Viber френд. Тој, се извинувам за сите апликации што ги споменав, не се фактурирани, ама имаат категории. Веројатно, овие вистинските пријатели кои не дека не се вистински виртуелни, ама оние кои може да ги пипнеме, мириснеме и доживееме во моментот без да мислат што да кажат на тастатура. Малце полесно оди муабетот, бидејќи тој е подолго време присутен. Добро, јас сепак би го прашал од Цивица да од почеток да почне. Значи пријателството денеска вик се кажува каква е ситуацијата денес. На почеток сме. Меѓутоа сепак според Божја промисла пријателството има некоја цел. Дали има некоја суштина. Дали Адам и Ева би биле пријатели да имало уште тројца со нив? Значи, ова не е ред, не знам како фраерско прашање, туку од група од 5 луѓе, па сите биле пријатели, сигурно, на почеток. Битно е, кога веќе говориме за пријателство или за криза на пријателство, или за напредок на задолбочување на пријателски релации, да дефинираме што е пријателство. Значи, самиот збор, етимологијата на пријател е пријатно. Значи, не пријатно во македонска смисла, денеска жаргонска, пријатно, чао. А не е ни да дополнам, сега ми кликна ова. Пријатен телефонски разговор или човек со кој пријател. Значи, пријатно, значи, кога ти е пријатно со некого, тоа значи дека ти си во состојба кога немаш гард, односно немаш заштита. Без маска функционира со некого. Ти слободно ја откриваш својата личност, односно својата душа, и како што вели Аристотел, што е пријателството, кога го прашале него, он вели тоа се две тела со една душа. Значи, кога две личности немаат состојба на одбрана, значи ментална, емотивна, значи не си на штрек, немаш штит, немаш маска, немаш позиција на лицемерие, не си во состојба на борбена готовност. И сега со таквиот човек ти слободно, непринудено и љубовно разменуваш енергија на ментален, емотивен план, споделуваш искуства, ја отвараш душата, бараш совет, примаш совет и така. И има една, како да кажам, се пренесува, има трансферна енергија, која кај двете личности или кај повеќето личности, се не мора тоа, ако има повеќе луѓе се собрани, ако се пријатели, создава една состојба на пријатност или состојба на известност. Нив им е убаво. Просто кажам. Така, кога се едни со други, не се трошат, туку се надополнуваат. Сега, тоа е оној момент што сакам да го кажам сега. Значи, во таквата комуникација, значи, луѓето, ајде го водерам тој збор, не се трошат, не се осеќате уморни после 2 сати. Туку напротив. Значи, ти можеш со таквите луѓе или со таков човек, со твојот пријател, неколку часа да разговараш и не се чувствуваш истрошен, односно испразнет, туку наполнет. И убаво ти. Тоа е најубавиот момент. И сега, кога го спомна тој момент, Брадушко, со Адам и Ева, како пријатели на Севишниот, зашто биле пријатели? Затоа што имале чиста совест. Затоа што немало зло во нив. Затоа што слободно имале комуникација со него и тој со нив. Плюс немале ни маски. Значи, тоа е предпадот. Тоа е предпадот. И зашто се случува? Во моментот кога тие го нарушиле пријателството со Севишниот, како? Кога му станале, кога му станале непослушни, односно кога љубовта кон него на еден крајно ефтин начин ја продале, односно ја изгубиле. И сега што се случува? Кога Бог, Севишниот, го повикува Адам е каде си, каде, и мислам, не во она, говоревме секојаш не во просторно, туку во онтолошка смисла на зборот, значи, Адам се крие од Бог. Значи, зашто се крие? Затоа што нема чиста совест. Затоа што и кај пријателството исто. Затоа што кога ние го негуваме пријателството и имаме чиста совест со тој со кој сме пријател, ние го гледаме во очи. И не се криеме, не се криеме. Но кога веќе некогаш сметките не се поставени како што треба, значи сме ги разонадиле тие одности, сме ги оскверниле, тогаш веднаш се чувствува друг тип на енергија. Значи јас од моето искуство ми се случува така, со некои луѓе
кои можеби немам длабоко пријателство, но сепак ми се пријатели. Така. Седнам, се гледам со нив, не сме се видели одавна, почнувам да разговарам и гледам дека ти имат резервираност кон мене. При што во последниот муабет не го имале. Викам, добро, осеќам, го чувствувам, ја чувствувам таа резервираност. Да. И велам сега, од каде е таа резервираност? Ги прашувам. Значи, можеме да си пречутам и да изглумам, знаеш, може да изглумам онака. Да го поддржиш ова глумењето. Да го поддржам глумењето, да се правам на удрен, како што велиме. Да. Не се правам на удрен. Затоа што нешто битно ми е пријателството со тој човек. И го прашувам, знаеш, затоа што ми е битно, превикам, зошто имаш среде? Абе види така и така се видов со некои луѓе, тие нешто ми кажаа за тоа, за тебе така и така. Аха, велам. Таа слика, дворешната слика. Да, сега целата приказка е што одма се осеќа. Тоа е тоа што те фаќа кога ќе изневериш девојката на почеток. Не велам, добро велам. Сега може ли да одиме ке тие луѓе или тој човек истото тоа што ти го кажал за мене, без мене да ти го каже пред мене. Абе, ви кажал облакот енергетски 36 е одма. Тој е тој. Значи, озборувањето е можеби најголемиот непријател на озборувањето и неискреноста е најголемиот непријател на градењето на доброто пријателство. И не случајно Свети Нектари Егенски за оваа тема која говорел, кога пишува за пријателството, вели дека пријателството со завидлив човек, подмолен човек е како значи пријателството со таков човек е како рѓа на железо. Значи, подмолен човек, зол човек, завидлив човек, не може да ти биде пријател. Затоа што тој не ти е пријател. Тие па најмногу се трудат. Знаеш што сум приметил? Многу интересно зошто се трудат. За да станат како тебе, веројатно. Да, тоа е завидливоста, да. Има некоја група, сите имаме групи на луѓе кои ги сретнуваме и сигурен сум дека и вие сте го искусили истото. Знаеш кој се? Тоа одма го осеќаш дека тој што ти се прави пријател или тој што се прави било што не е тоа што се прави. Да го утврдиме ова и да го ставиме на страна. Да, и се препознава. Треба да бидеш навистина наивен и да немаш никакво животно искуство. Да сакаш да те зезне. Да, и ако сакаш да бидеш свесно глупав. Ја мислам дека кога сме мали, одма го осеќаат после тоа кршење на влесуеле цивилизација, не знам, школа, осмо и така натаму. Ама има луѓе кои ја сакав ова да го напоменам. Мене малци ми е жал за тие луѓе. Не зборам сега за замисли го меурот во кој живеат, несигурни се. И го гледаат тоа што ти го правиш. И тоа е убаво. Ако правиш добри ствари или убави начини на живењето, ги споделуваш и ги зимаат. И многу е комплимент кога ќе видиш дека некој ти цитира муабет или било што. Но кога ова не е искрено, кога ќе се сретнеш во една погорна фаза, кај што ќе почнам да ти правам муабет кој мислам дека ти сакаш да го чуеш за да ти бидам пријател. А има трета точка на интерес. Е тука, не да паѓа се, него глупови сме што се мачиме со материјалната основа, пошто ова го прават луѓе за пари. Демек, не му кажем на шефов дека ме нервира, пошто ај така мора, така треба и така натаму, а уствари 2 секунди се. Само треба да се разбие, ова е многу добра тактика која ја поздравувам, да ја разбиеш таа структурата на свесно ќутење. Чекај, да те прашам, Дуле. Зашо ме викна на емисија? Преќутување. Пошто ќутењето може да биде многу добро. Да, и добро бе. Многу пожестоко од муабетот и така натаму. Ти викна зашто немавме подобар соговорник, па реков, ова ќе припати. Видиш, и ова ми е супер комплимент, бидејќи на оваа тема може да се збори било кој. Зависи какво, мислам, зависи искуство и сите имаме некој свој светоглед и имаме своји пријатели. Јас сум мислел дека сите ми се пријатели до пола од годиниве кои ги возев. Искрено, сите паѓаме во тој тунел, дека имаме 100 пријатели, дека сите тргаш од себе, дека ја би отишол некој да ме викне и во 3 ноќеска, ама никако да те викне, затоа што се вика пријател и веројатно како старееш, така се промудруваш, а како си помудар, така сваќаш дека некои математики не функционираат. 1 + 1 е 1. Ја таа математика ми е духовна и вистински, сум ја дискутирал, секогаш кога ми е пријатен муабетот ја споменувам. И математиката 1 + 1 е духовна, не е материјална и ако тргнете да проверувате, знам што ќе ви текне прво да проверете, така е, 1 е и тоа 1 сте всушност вие. Така. Интересно е дека има народна поговорка за пријателство. Не знам колку ќе се согласиме велат. Јас тебе војводо, ти мене сердаре. Најчесто тоа го кажуваат на еден посмешлив
нели? Така, тоа е шега за да тоа е ја шега, одредат меѓутоа триаголната има структура. позитивен контекст од тоа дека ти го почитуваш и тој ти враќа на ист начин. Меѓутоа има една анегдота уште од античкиот период, се сретнале двајца и едниот му вели: "Кај си, пријателе, седе кај што одам те фалам." А тој другиот: "И јас, вика, на сите им кажам дека ти си единствениот човек што ја кажува вистината." Ете, тоа се компатибилни пријатели, значи се споиле, ама да, најчесто нели на шега се прават овие работи, вака се кажуваат, меѓутоа има нели вистина во сите овие нешта кога човекот има позитивен став кон него, го кажува, се препознава сегде, тоа, се и да препозна не го и говориш. се препозна нели она лицемерното војводо и така натаму. А и да не го знаеш јазикот, ќе препознаеш кој е пријател. Например, од двајца јапонци, кој еден сака да ти биде пријател, а другиот не го разбираш, енергетски го ова сигурно само го оставам дека сте го искусили. Да го чуем. Поздрав за јапонската амбасада, во едно случајно спомнам. Ова кога предно кога цитирав Свети Нектар Егенски, он има напишано еден прекрасен текст, односно прекрасно нака истражување баш околу пријателството. Да, баш го истражува тој феномен, да. Така е, па. Да, многу е и он е прекрасен како човек, светител. И значи говори дека има три типа на пријателства. Значи пријателства околу добродетели, сега. Значи, кај што луѓето споделуваат исти добродетели, значи вредности. Така, вредности. Луѓе кои се препознаваат дека се честни, искрени, отворени, конструктивни, така натаму, и тоа ги поврзува. Така. Потоа има пријателства преку интерес. Не интерес во негативна смисла. Не, да, секако. Сакаме да направиме зграда, Тоа, мора да бидеме да, па пријатели. Јас струја, ти вода, он цевки и вистина е дека сакале некеле мора да бидеме френдови, пријатели додека го правиме ова. И сега спомна пред малку таков момент, еве, ми даде вовед за ова што го говорам, да. Ми дофарли. Пријателство од страв. Кога човек не може да биде сам со себе пријател. Значи, не разбираш? Кога прво си пријател сам со себе. Да, прво, ако не си пријател сам со себе, ти ќе го бараш пријателов од други луѓе прво. Да не ти го нема проблем, нема проблеми, да. Значи, и кога човек нема контакт со самиот себе си, кога не му е пријатно со себе си, тогаш што има потреба да има пријатели кои, како да кажам, на еден начин ќе му го оттргнува вниманието од самиот себе си. Од лошиот себе си. Од лошиот себе си. И сега тој човек прифаќа било каков однос со пријателите, само да не остане сам. Тој се плаши да остане сам и плюс никогаш нема вистински пријатели, пошто тие другите го одма го сеќаат, значи него ти ќе му помогне и ќе му го направиш филм моментот кој он го бара. Ма он сам мора сам. И да напоменам, такви пријатели трошат, такви 10 пријатели тие се, да. Трошат, но ова е многу точно и препознавањето е сега тоа е став, тоа е вредност. Нели луѓе што препознавањето од искуство и преку гардероба, ти можеш да, мислам сега индиректно, не викам тоа да биде реперот на препознавање, но точно се знае со кој тон разговараш, зашто разговараш, што споделуваш, дали сакаш да бидеш таму или не кеш да бидеш таму. И не знам кога луѓе останале толку неискрени, веројатно како се товарале моментите на побрзо живење, нови работи, побрзо живење. Мене лично ми се случува да имам тефтер на задачи и го правам годишно и го препорачувам. И во мојот тефтер на задачи кога ќе снема, кога ќе ги решам, соштиклирам сите, понекогаш заборавам да направам нови задачи. Веројатно, пријатели никогаш нема доста. Дај Боже да имате многу пријатели, да ги раздвоиме убаво викаш работите. Едните пријатели се за споделување, постои пријател за споделување на енергија без маска и кога ти е убаво и кога си плива енергијата. А има и пријатели кои ги препознаваш, не ги познаваш, а како да ги познаваш, тоа се веројатно оние кои размислуваат за вредностите исто како тебе или слично. Сличен светоглед. Сличен светоглед. Значи, верувам дека крадците треба да се да не им се направи зло, туку треба да им се помогне да не мислат дека немаат нешто за да украдат. Во било која фаза, пошто можеш да украдеш и духовни некои работи. Не збориме само за материја и тие таа група на поддржување на вредност е секогаш поискрена и тоа е таа група што, не знам, некои луѓе, јас концертно еве радиски ќе го кажам, некои мислат дека
Мадона е главна фраерка и може да собере 250.000 луѓе на Вембли. Не е точно. Таа е дел од еден филм, од едно движење, од едни мисли, од нешто што представува Мадона, и тие луѓе таму одат заради себе, за да го потврдат својот филм, дека тие сакаат да бидат во таа насока на вредности. Исто го прават Coldplay, да не правам ретро примери. Истото важи и за секоја панк група, за секоја музички, се е пресликано од живеето. Да, се идентификувам. Па, веројатно и пријателите, кога ќе се идентификуваат, затоа некого не го познаеш, као цел живот да го знаеш. Всушност, читате иста книга, само не сте издискутирале како си ја гледате од ваш агол, но 95% ќе биде содржината. И таквите пријатели што се пронаоѓаат, тие се надополнуваат. Секогаш им е добро, да. И затоа Свети Нектар Енгелски вели дека првиот тип на пријателство според добродетелство е пријателство препознатливо под длабочина и истраеност. Тоа трае. Так. Нема време, да, тоа нема време. Се внимава на 15 минути. И во овој свет и во вечност. И никогаш не може да се изнаискаже со тој човек. Не можеш му абедо да го затвориш никој. Те боли уставот од учење, те влече, на. А уште сакаш. Сега, ова вториот тип на пријателство од интерес, тие пријателства се пријателства додека не поврзува никаков интерес. Например, некои луѓе работат во иста работна организација и сега представуваат исти тим, иста фирма. Дел се од исти тим или не знам тамо што, и се додека имаат поврзаност на тој план или додека разговараат за нешта од тој план, тогаш имаат пријателска во планот што го прават. И додека ги поврзуваат нешта кои се врзани со нивната работа, знаеш. И они тука го имаат бунарот од својите разговори и толку. Например, такво пријателство, јас уште го нарекувам безбедно пријателство. Ќе објаснам зашто. Значи, пробувам да сватам. Безбедно, во која смисла? Значи, тие си имаат, тие не може да си кажат било што. Не се искрени? Да. Не искрено, безбедно. Не искрени се, ама во многу мал процент. Ама внимава, значи тие сепак имате на дистанцата. Значи не е тоа пријателство онако отворено од длабочината на душето, сепак ги поврзуваат некои површни нешта и секогаш се држат од тие површни нешта и за тие нешта говорат и многу ретко ја поминуваат границата. Многу ретко. Ако ја поминат границата, а од другата страна па позитивно реагира, тогаш оди во другиот тип на пријателство. Се отвара уште една врата. Да, значи одиме на повисоко ниво. А сега, пријателство страв, значи од тие луѓе кои се плашат да останат сами. А денеска тоа е епидемија. Ама да, добро, така е живењето е така значи, направено. Да пораснеш за да бидеш уплашен и сам. Неверојатно е, ама така е целиот социјален контекст. Значи порано луѓето живееле во помали животни средини, село, град, да и поцврсти заедни семејствата биле поголеми братучети, ова, она, мама, па сепак има веднаш некој кој те прифаќа. Сега што се случува? Ево вие наши згради и така натаму населби. И сега 2-3 деца или едно дете или две деца и сега тоа дете расте и сега чувствува потреба да биде со некого, страв му е да биде сам, да биде оставено за ница, не знае што да прави и тогаш таквите луѓе полека, значи ги прифаќаат принципите на односување на оние што се дружат со нив, при што не секогаш ги чувствуваат и како своји и како вистински. Точно. И почнуваат да си ја повредуваат својата природа. И отаму полека, тоа е моје едно истражување, значи тоа е едно од мотивите за формирање на површни луѓе денеска. Кога луѓето потполно се слага. Да, кога луѓето го немаат тој момент, прво сега не знае ништо. Не само, не знае ништо за себе. Да, не значи он знае така. Се што треба да ги анимира другите. Точно. И он станува на еден начин аниматор на другите. Како се вадиш за да не остане сам? Брзо кажуве рецепт, затоа што сигурен сум дека има барем двајца кои не гледаат. Не, ова вадењето во оваа дупка. Како, видиш, што препорачуваш? Дијагнозата е многу циркање во себе и од поново читање. Не е тоа така едноставно. Те прашав вака да, знам. Не е тоа така едноставно затоа што овие луѓе многу често одат во неуроза, знаеш, во психоза и така натаму, да. Разместување на другите елементи. Според мене јас моето искуство од работа со таков тип на пријатели. Да, добро, сретнеш луѓе, има сетива фрки. Нив им помага прецина се да прифатат една заедница, значи
која ќе ги прифати такви какви што се. И полека, како вежбање, полека. Значи, не заедница која веднаш тебе те прифаќа според плодовите и социјалниот статус што ги... Да, ме разбира. Значи, тоа е, односно, тоа ние како христијани го етикетираме како светска заедница. Значи, во светскиот начин на движење, дружење, не генерализирам, секогаш има исклучоци, но пред се луѓето те очекуваат како финален производ. Да, ова е точно. Да, и ти им се нудиш така како што они сакаат да те видат. Се колку внатре што си правил, како си правил и што се си направил и што се си повредил во себе си да се финализираш така како што те сакаат другите, тоа е веќе друга тема, многу интересна за дебат. Но кога човек ќе влезе во црковна заедница, тогаш црковната заедница те прифаќа тако како што си, со твоите слабости, со твоите комплекси, фрустрации, болести, несредености и така натаму. И полека во таа заедница, не случајно ние црквата ја нарекуваме наша мајка. Црквата како заедница. Се раѓаш така. Да, и тебе ти помага полека таа заедница да се родиш. Значи цело време ако она другата заедница те потиснувала, цело време ти прави неубаво. Не знам, си глумел нешто, си бил некој што не си. Да, и сега црковната заедница, вистинската црковна заедница, значи многу е битно да ги погодиш и луѓето. Ќе ги погодиш, ако ти е приказнат, ако сакаш ќе ги искрено ќе ги погодиш. И полека, значи таа заедница ти помага да го ослободиш во себе, да се реинсталираш, да не речем Windows, ама да биде лайв програм. Да се актуализираш ти таквиот како што си. Сите имаме перформанси, така, само треба да ги развиеме. И таквите луѓе веќе се подготвени за едно здраво пријателство. И особено ние во црквата имаме нешто повисоко од пријателство. Значи тоа е да бидеш со некако брат или сестра во Христа. Тоа е скала плюс. Тоа е скала плюс. Што дорај се Додека зборуваш од црквица, јас размислував за овој свет како ги формира групите, можеме да се сетиме на нашиот живот. Забавиште, основно училиште, средно, факултет и така натаму, и тоа го имаме она пријателство што отецивица го кажа, од страф и од нужност. Значи нужно и од интерес. И сега таму ти не си слободен да се проявиш како што си, затоа што од тебе се очекува да бидеш тоа што го очекува заедницата. Ако си ловец, си ловец, ако си сметководител, треба на одредено ниво и тука има пријателство, нели, меѓутоа тие брзо после известно време ретко кое пријателство стекнато на таа возраст останува, нели, доживено, туку привремено е. И нели како ние раснеме, така се обкружуваме со тип на пријатели, па јас би рекол повеќе познаници, односно соучесници во нешто и така раснеме. Тоа е повисокиот термин, познаници. Познаници. Сега која е разликата помеѓу овој тип на дружење и црквата? Во црквата ги имаш луѓе што се на ниво на забавиште, јасно, и на ниво на академик. И сите се во една духовна заедница, во еден тим, и сите меѓусебно се надополнуваат и си помагаат. За разлика од другите кај што има конкуренција и потиснување, конкуренција има бидејќи нема само прифаќање. Ја како да се конкурирам сам со себе ако сум се прифатил сам како со себе. Ама и се конкурираш, некој ако е одличен и ги има сите петќа, ти имаш една четврка, ќе се трудиш и ти да поправиш таа четврка за да бидеш еднаков. Точно е, но ти си оригинален со едната четврка. Ако знаеш да ја носиш, сакам да речам, ти пак ќе го најдеш твојот пат и приказва. Таа не е џабе. Треба да силна личност. Ти таа четврка не си ја зема џабе. Недостаток да направиш позитива маркетинг. Ова е вистина. Види, па само треба да ги одвоиш тие убави елементи кои ти мислиш дека сакаш, кои ти ги препознаваш дека добро би ти стоеле во животов. Ова е многу лесно вака да го кажеме. Да. Ама може и 2-3 пати се раѓаш за да, нели, вистински, без да размислуваш за ова, вака да ти е основен сетап, како се вика тоа. Не знам дали е и точно дека се расипуваме, ние ќе се родиме супер, како супер битие и полека како да се расипуваме, но може и да не е така. Ти поставено прашање. Може и да е. Што мислиш ти? Покомплицирано е подобро. Дали колку си информиран вага, какво ти искуството со тоа кога ги гледаш
децата до 5-6 години како функционираат помеѓу себе си? Неверојатно пуначка батерија. Сега имам искуство, брат ми се размножи, имам внука на 2,5, размножен е како... И имам внука која што е 2,5 години. Верувајте ми, како што бегам понекогаш на радио од мојот Виктор лик, бегам на Викса ликот, пошто таму таму знам што правам, овде понекогаш не искача се по моја. Така и со Марта, логиката на, веројатно Марта, сите деца се исти, немаат однапред вградена логика и се базираат на своите логични тие некои, нели, моменти. Дали ме одмара? Да, не ме разбра. Не, нешто друго сега да кажам. Како функционираат децата меѓу себе. Да не бидеме наивни малку, да. Значи, гревот кај децата, значи таа огревовена природа за која ние велиме дека не ја стекнуваме само во овој свет, туку таа и доаѓа. Значи од генерација. Значи јас кога ги гледам децата, значи понекогаш децата се многу посурови од возраст. Има и љубомора. Значи тоа не е нормално. Сега непотребно будалење. Да го не негирам другиот момент на тој ангелоподобен момент на нивното делување. Супер чистост, така, види. Има и таков момент, да, и љубопитност и отвореност, но да не пробуваат до кај зидот, да не прават такви филми. Нема свесност за тоа. Не можеш, да, не. Ама тоа кај нив се гледа директно делувањето на огревовената природа. И тие се сурови. Особено се сурови кон послабите своји членови. Значи, кога ќе пораснеме, кога ќе станеме повозрасни, тогаш имаме разбирање, имаме амортизација, но они се сурови. Децата се сурови, така да... Добро, може искрено, викаш, да, добро, не е добро да си... Јас мислам дека таа суровост доаѓа веќе на поодниот, веќе наближа до пубертетот, колку се помали, толку се почисти. 6, 7, 8... Да, веќе кога стануваат многу по-саможиви и по-сурови кон другите. И тука е особено тој битен момент и социјалата и семејство, како семејство се разбира и училиштето. Многу фактори. Средината тогаш влие многу повеќе. Многу фактори влијаат на формирање на здраво пријателство, да. Како да немаш да се одбраниш од средината, едноставно можеш да бидеш дел од неа. Не можеш. Немаш претходно да знаеш како, но до тоа. Ако има човек духовна зрелост, може да се одбрани нели од средината. Ама секој си вика имам, како ќе се имам духовна зрелост? зрелост. Сакаш да бидеш прифатен, нели, од сите, од средината и ти се трудиш да бидеш прифатен таков како што си, ама и таков како што сакаат другите да бидеш. И тука е нели за да правиш тука паѓањето и качувањето, нели мотивација ти се слаб си ученик е, што спомнав, имаш 4, зашто да немаш 5, се трудиш повеќе, нели, да научиш, ама па тоа нема да те направи ниту тебе среќен, ниту другиот, дури и да постапиш така како што другите сакаат или да постигнеш некој успех, ќе видиш дека тоа безначаен во однос на... Јас повторно да го цитирам Свети Нектарија Егински. Свети Нектарија Егински. Значи, тој вели дека за вистинското пријателство е потребна здрава личност на пријател. Да. Здрава личност. Точно е, кој ти е пријател од другава страна. Ама добро, нели се сретнуваат слични... Под здрава личност не се подразбира само на биолошка смисла на збора. Да. Под здрава личност се подразбира личност која има свесност за прифаќање на одговорноста на својот живот. Значи, тој е здрав или зрел пристап. И значи, еве говориме за сите тие моменти кога не можеме да се најдеме дека во целата социјала. Затоа што генерално социјалата, значи луѓето со кои живееме, за жал, во поголем процент не се на оваа состојба на здравост или зрелост според нормата на Свети Нектарија Егински. Значи немаат свесност за одговорно прифаќање на својот живот, при што кога човек одговорно ќе го прифати својот живот, тој има одговорност и за животот на другиот. И пред се и над се, кога говориме за одговорноста за животот на другиот, ти се трудиш на тој другиот да му биде добро. Да, точно е човечки. Да, тоа е човечки. Тоа е тој суштинскиот момент. Тогаш стануваме човеци. Да, точно. Тогаш стануваме, ајде, луѓе, човек е он. А зошто е некој човек? Сите сме ние подаденост, објективно човеци, ама луѓе, ама не се сите. Не се сите, затоа што во себе не го оствариле тој момент што Бог
ни го благословил да не препознаваат како такви, како луѓе. Значи, да имаме одговорност и за својот, и за животот на другиот. И да се трудиме на тој другиот да му биде добро. Односно, кога ние се трудиме на тој другиот да му биде добро, ние што правиме? Ние предизвикуваме радост во неговиот живот. А тоа како радува не се не дефинира. Значи, замисли, значи, средбата со таквите луѓе исполнува со радост. А без радост, братушко, без радост, без такво пријателство, тогаш навистина животот станува пустина. Се прашуваш и многу лесно паѓаш во депресивност и секојдневието те гуши. Ама биологијата се разместува. Па се разместува, да. Почувствуваш радост, тоа е исто поврзано со хемија на тело, со земи буквално седи така. 2 недели, се повеќе ќе ти се седи. Земи вежбај 2 недели, се повеќе ќе ти се вежба. Прави добро 2 недели, се ќе те влече, ама не за да го правиш. Туку дека Тоа ти станува навика, сега да кажам, да, навика. А тука Ненов еден афоризам вели: парите те прават богат, но пријателите те прават вреден. Значи, денеска забележуваме дека луѓето имаат изместени вредности, односно се базираат на некои лажни вредности, а забораваат дека вистинските вредности се нешто друго, се трајни. Исус Христос вели: не собирајте богатство на земјата, туку што го јадат може да ви се луѓето. одземе, да. Да, што може да се одземе. Мислам дека најголемата вредност што некој може да ја стекне во овој живот е да стекне вистински пријател. И најчесто не можеме да најдеме многу вистински пријатели, колку да се трудиме. Да ги мешаме, меѓутоа, види. и да е еден, и да се неколку, пак сепак е тоа едно вистинско богатство, една голема вредност. Како вика една мисла, како може да смени светот. Тука сега тука нели во секојдневниот живот ние имаме контакти со многу луѓе и можеби сакаме да бидеме пријатели на сите. Еден друг афоризам вели: тој што е пријател на сите не е пријател никому. Значи не можеме да ги задоволиме. Тоа е пријателството од страв. Тоа е тоа што го опишав. Тоа е последното. Тој ни себе не си е пријател. Треба да бидеме задоволни и срекни ако имаме неколку само пријатели. Како бројка или како чувство го Еден збориш? мој колега ми кажуваше, се дружал на времето со Блаже Коневски, нашиот познат писател, нели, професор и тој поет. И поет. И еден ден му рекол: не е добро човек да има многу пријатели. И он му: како професоре не е добро, ние сите се трудиме што повеќе пријатели. Не, вика, не е добро. И зошто? Па вика, замисли си, ќе те види, вика, со некои луѓе таму, твои пријатели, ќе рече: о, ти со нив се бил? Како не? А другите Тоа од во противната денешно страна време- ќе ти речат: о, па ти со нив се бил? Ама Или тоа се приказните како поминува времето, гледаме дека луѓето станува многу поделени, и ако ти пријателствуваш со едни луѓе, автоматски создаш непријатели на другата страна, Ова што не би требало во политичка така да биде. функција функционира брилијантно, за жал. Јас само малку да сакам малку да Да не одиме натаму, Не, тој дел од морето не ми се за сјади. политиката. Не, сако до едно до објаснување. Јас мислам дека не може да бидеме пријатели со некои луѓе. Можам да бидам пријател со некој човек. Така. Значи со личност. И сега јас имам пријатели, еве самиот ме познава Братушко. Виктор не ме познава до толку, дека знае целата таа лепеза пријатели. Значи јас имам пријатели, еве, пошто јас сум православен христијан, имам пријатели кои се муслимани, имам пријатели кои се атеисти, имам пријатели кои се во протестантски заедници и така натаму. Мислам, значи не е битно сега човекот каде припаѓа социјално. Така. Значи, но мене ми е битно како човек. На плажа што муабет прави тој. Да. Значи, мене ми е битно како човек. Значи, и тука е тој мост, тука е тоа вистинското пријателство, на што препознавање овозможува да ги разбереме тие други религиозни групи, социјални групи и така натаму, па дури и политички. Зашто да не? Значи, само пријателството. Значи, ние ако немаме пријател, значи, ние ќе се затвориме во себе си, ќе се затвориме со тие луѓе кои сме од иста позиција, со исти да светови. измислуваш пријатели, а тоа не се пријатели. Не, тие другите ќе ти видат непријатели, ти така ќе ги гледаш затоа што стереотипите и предрасудите ќе потикнуваат во тебе такви филмови. И сега тогаш ти навистина ќе го доживееш светот поделен на разни групи кои не пријателствуваат помеѓу себе си, а и во самата група има непријателство. А и ти пола можда не си баш пријател сам кон себе. Јас се сложувам, да. А ти самиот си непријател. Така завршува таа прича. Да, така завршува. И на крај се јаде, темото се јаде. Сам себе си се јаде, злото само себе си се јаде, да. Значи тука треба
да се трудиме, знаеш, да ги доживуваме луѓето такви какви што се, како личности, во нивниот контекст. Така е. Ако е бизнес, ако е прошетка во парк, ако е нешто трето, но па е тука прва точка искреноста. Искреноста и личноста таква како што е. А ако си премногу искрен, може да ги боли тие околу тебе? Прочитав една многу интересна порака. Колку се спремни пријателите да се искрени? Прочитав една многу интересна порака на Facebook. Значи, ако се трудиш да се занимаваш со спортот искреност, биди подготвен да ги губиш своите пријатели. Ај сега види, а спорт е уоснован или? Да практикуваш спорт искреност. Да, значи што е пораката? Ама вака сега, значи имаш два типа на искреност. Имаш љубовна искреност и глупава искреност. Сакав да ја ублажам, наивна, не знам што, не, најискрено е глупава искреност. Да не се лажем. Значи, многу е битно зборот и самото наше искуство како народ, вели, јазикот коски нема, но коски крши. Значи, треба многу да внимавам. Да, многу да внимавам. Сега, мудрата искреност се пројавува со оние луѓе, значи, искреност, со оние луѓе со кои имаме длабоко пријателство. Но и тогаш ова е веќе над фаза. Да, или особено она ниво кај браќа и сестри во Христа. Значи, веќе ама зашто сме тогаш искрени, особено со тие луѓе? Ги прошле тие другите фази на Не само тоа, затоа што кога сме ние браќа и сестри во Христа, освен тоа што не спојуваат заедничкиот интерес, тоа е заедничката вера, затоа што не спојуваат добродетелите, не спојува и заедничката цела, тоа е спасението. Значи, спасението од сатонското робство, од злото, гревот, духовната и телесната смрт. Значи, процесот на спасение. Сега, никој од нас не е совршен. Никој од нас не ја знае полнотата на вистината. Секој од нас има некакво духовно искуство и сознание. И сега, многу е битна искреноста или искрено споделување, пренесување на сознание, пренесување на искуство, пренесување на совет, пренесување до некојаш и на позитивна енергија, на покажување разбирање. Во некои моменти само тоа е доволно. Значи, особено е тоа битно во духовниот живот на луѓето. Особено е тоа битно. Значи, овие нешта, значи да се споделува. И особено ако не се споделува искрено, тогаш која е смислата на духовниот живот? Особено на тие што се нарекуваат браќа и сестри во Христа. Тогаш ако немаме искрена комуникација, искрено љубовно не се помага. Тогаш многу боли. Колку што е убаво кога си искрен, зависно од нивото, тогаш не е убаво кога не си. Ама и не случајно вистината, искреноста е скалперот во моите раце, ама тој скалпер има за цел да го острни болното кој мојот брат. Да направи убава слика, ако правиш како тој од мене, да го острни тоа болното од мене. Не е за цел да ме убие или да те адаптира според негови правила. Да ме адаптира според себе, да бидам значи да ме излечи, пошто секој од нас, никој не е совршен. Никој не е совршен. И сега и од тука се гледа љубовта, знаеш. Тука се гледа и неговата љубов, грижата кон мене, но и мојата љубов да прифата љубов. И тоа не е лесна работа. Леле, колку е битна работа. Тоа воопшто не е лесна. Тоа го затвара кругот. Ти можеш да дадеш иницијатива, ама таа да си отиде. Добро е да знаеме дека меѓу останатото Исус Христос ни дава рецепт како да го градиме нашето пријателство. Тој вели, ако видиш дека твојот брат греши, пристапи му, опомени го, укажи му, разговарај. Ако не се поправи, но прво насамо. Да, прво насамо. Ако не се поправи, викнуште двајца твои браќа. Двајца или тројца. Значи не да го осудите. Да, да го излечите. Да го опоменете дека настинаци не знаеш ти тече носов. Да му кажете. Ако тогаш не се поправи, викнете го пред заедницата. Ако ни таму не се поправи, тогаш излачете го од заедницата надвор. Значи, му се дава 3 шанси на секој да се поправи. Меѓутоа, ние најчесто, кој ќе забележиме некоја слабост кај некој наш пријател или познаник, не му кажуваме директно, туку пренесуваме на други и нашиот став го пренесуваме кој може би негативен и неточен. Зошто се прави тоа? За да бидеш побитен? И тие заедници затоа не функционираат така како што треба. Тоа што го кажа ти, да се направиш побитен. За да бидеш ти побитен, ти поентираш демек. Твојата аномалија ќе му ја раскажам на Ивица, дека е
си имал аномалија и ја така што ти немаш многу коса, Ивица да знаеш Дуле нема многу коса. А ја не сум се видел, ама не вака на своји лични примери. Никако нема потреба од објаснување. И не само ова кај нас, тоа е светски познат проблем, но особено кај нас македонците, тој момент на озборување... Море да не е сегде тоа така. Реков ја, сегде е така, а ние си го, пошто си се сакаме меѓу себе. Наш национален спорт е кај нас. Сегде е помалку и така натаму, секаде. Значи, сум живеел во 2-3 заедници, дека си се познаваме меѓу себе, извини што те прекинав. Да, нема проблем. Но особено затоа што сме помалку по број квантитативно. И така жестоки со емоции, со све. Он да ми рече вака, леле бе, добро бе. Ама тоа е една од причините за нашето лузерство, односно за нашиот неуспех. Па ние сме убедени дека сме... Ние сами се подкопуваме самите себе си. Значи ти кога го подкопуваш едниот свој пријател, вториот, третиот, четвртиот, не знам таму што, ама ти се подкопуваш сами од себе си. И значи, јас многу често им говорам на лажните пријатели, викам, вие кога со своето лажно пријателство или неискреност или завидливост ги рушите луѓето околу себе си, а вие рушите заедницата во која припаѓате. Всушност, просто кажано, вие си ја сечете гранката на која седите. И тоа е многу глупо, а се прави секојдневно. Секојдневно се прави и затоа ние како општество, за жал, не можеме толку време да дигнеме глава. Значи ние убедени сме да се казниме, а не да си простиме и да трошиме, замисли, колку енергија ние трошиме во меѓу човечките битки. Во името на предрасуди, стереотипи, озборувања, завидливости, комплекси, тоа огромна енергија. Па ние со таа енергија до сега не знам што ќе направиме. Ќе направиме колонија со емблемот на Македонија. Тоа не е нормално колку енергија се троши. Не само во политичкиот контекст. Секогаш е така, додека го измислиш правиот начин, ова некако утеха, можда е оптимизам, не знам, можда е тоа зрна прашина што ми дава точен е многу муабетот, дури потресно е колку е точен и дека збориме за себе. Ова го зборуваме на истата клупа седиме. За полза, тука нема муабет дека некој е подобар полош, но вистина е дека многу умно и паметно да го послушате тоа од внатре. Сега, решението за ваква криза кога е? Повторно е пријателството. Да ги најдеме пријателите кои се од другата страна, да седнеме со нив, пошто најлесно е со нив да разговараме и да најдеме заеднички именител. Така. Значи, нека биде прво тоа пријателство од интерес, доброто на овој народ, доброто на Македонија, квалитетот на живот. Има ли две точки по кои може да се договориме, како пријатели да се договориме, значи, пошто полесно ќе биде. Значи, ако не слуша некои чинители во ово општество, нека ако мислат дека може да им помогне, нека им помогне. Овој модел. Тоа може да се моделот на пријателството. Да надоградам, може да се финти кои ќе ги кажуваме на странци секогаш кога ќе дојдат во Македонија. Не знам, може финта кажувам, вие сте умен човек што дојдовте да не посетите, или само добар турист може да избере ваква добра дестинација. Ова го зборам како мантра која ќе викаме као добар ден и по тоа ќе бидеме познати. Ова доаѓа од тоа што го работам цело време. Не викам дека е многу паметен предлог, ама само како идеја на сите носиме црвено секоја среда. Ние можеме да бидеме посебни и сме посебни. Никој не е ист, ниту пак групата на швеѓани се сите швеѓани. Како што и македонците не се сите македонци, ама ова сите македонци да не ве збунам. Зборам за човечни луѓе швеѓани македонци. Освестени да не збориме за првите нивоа, некој затвор, некој истражува, некој експериментира, некој сега најде лек за сида, некој лечи заби, некој дискутира. Сите поттикнуваме енергија. Пази го ово убаво што го каже, пази го овој парадокс. Колку ни е нам битно да направиме маркетинг за нашата земја, за нашиот народ. Ама го оседив дури стомакот ми оседив за која енергија го викам, леле колку би сакал да бидеме сакани од другите и ние да покажеме колку сакаме. Па не, затоа имаме... Ама кога доаѓаат луѓе тука, јас имам пријатели од страна и така, кога доаѓаат тука, особено не 2-3 дена, сепак тие 2-3 дена, малку е тоа. Кога ќе поседат повеќе време, тие го заближуваат тој синдром на само себе уништување што го има. Да, точно. Добро, не велам, кажав сите го имаат, но ние сме сепак многу малку квантитативно. Не го кажуваат на прва, така е, не го кажуваат. Не сме ние 100 милиона, 60 милиона, 20 милиона. Да можеш 2000 луѓе да ги сместиш на еден регион, да мислам. Ние сме
2 милиона, а македонци сме 1.400.000, колку тука, тоа зборам за Република Македонија. Да, но уште расслојува тоа. Да, и плюс се расслојуваме кој мора да работи, кој сватил дека не мора, кој не се плаши, кој се плаши, кој чита, не се надоградува, верува у себе, тоа и ќе доеме до некои 3%. Пак е битна бројка. Има еден ваков момент, го следев еднаш во медиумите, еден режисер беше дојден наш македонец, ама од Америка, и тука направил една представа, 3 верзии на иста представа. Представата се викала "Представија Македонија", како што најдобро умееш. И едната група биле деца од основно училиште, втората било средношколци и третата група било студенти. И вели, најинтересно е во тоа што најголем ентузијазам најмалите покажа и најголема креативност. Помала средношколците, а најмалку студентите. Сега, треба да се запрашаме што е причината за тоа. Значи, луѓето како раснат стануваат по-себични и по-малку соработуваат меѓу себе. Наместо да се градат, заедништвото да го градат, студентите најуспешни да бидат, обратно. Сознанието за реалноста во која живееме не демотивира. Може тоа да е. Тоа е тоа. Сигурно влијаат околностите. Тоа е дека повеќето луѓе мислат дека... Но еве, пошто ќе мора полека да ја завршуваме емисијата, еве, да не ги оставиме нашите гледачи така уште со недефинираност. Да, говориме за пријателството, но на крај јас ќе оставиме нашиот гост на крај да даде печат, како вовед во заклучокот би сакал да преговорам дека да ја направиме Македонија, односно да го направиме овој народ пријатно место за заедничко живење. Ајде да потикнуваме уште поголемо пријателство помеѓу нас. Да го негуваме пријателството, да растеме во пријателството, да го шириме пријателството и полека тоа пријателство ќе не однесе и во тие нивоа духовни, да се доживуваме навистина како браќа и сестри на нашиот еден небесен Отец. И целата таа пријатност да ја споделуваме и со сите оние кои, например, не ги споделуваат нашите светогледи, доживување и така натаму. Да шириме барем пријатност. Полека тоа ќе потикне, јас се надевам дека ќе потикне еден процес малце повеќе да се сакаме себе си, да се доживуваме себе си и да работиме на вистинските наши интереси, кои ќе помогнат да се живее многу поквалитетно, попријатно во ова наша Македонија. Јас и геометрија ќе му ставам на секако дека се слагам со се што чув, плюс геометриски. Дајте го иницијативниот круг за да се врати кај вас, не од себични причини, за да ви се врати. Туку ова како доказ дека мора да биде подобро ако се само осознаеме. Само осознаени сме. Имаме тим, имаме фирма, имаме имаме, да не користам фрази за тоа вака сленговски. Имаме елементи кои се убави и може да ги покажуваме на луѓе. Тие не се срамни. Секој народ се срами од нешто, немаме од што да бидеме посрамотени. Кампањата што се прави од надвор, се прави затоа што ние така сакаме. Никој не ни е крив, освен самите себе, да прво станеме пријатели сами на себе. Кога ќе станеш пријател сам на себе, добиваш љубов. Со љубов нема шанса да не можеш да ја држиш сам во себе, мора да ја споделиш. Споделуваш таму кај што живееш. Живееш сепак во заедница. Заедницата, кога има љубов, таа ја препознаваат и други заедници, сакаат да дојдат да споделат, не да им дадеме нешто, само да ги искохерираме дуплите бранови, бидејќи кога си на повисока фаза, можеш да кјутиш со некој швеганец и да не збориш колку е убава Македонија, он да знае се. Значи тоа е сега следниот филм. Не знам зашто швеѓаниве ги ставам за пример, нема врска. Зборам за општо некој надвор од некој наш, ама не од нашиот тим. Значи сите сме со една иста цел, баба, дедо, да не се збуниме. 8 милиарди не оправдува. Тоа што сме многу, да можеме да забушаваме. Значи, јасно ми е 50 години социјализам, јасно ми е 4 системи, откако сум ја роден, има 4 системи и 2 пожара економски. Но, тоа може да е само задача која сами сме си ја задале, а не може да дадеш задача сам на себе која не можеш да ја решиш. Може не ни текнува, може има нешто поинтересно, може сите религии се во право, бидејќи еден правец возат, само различна е гардеробата на приказната. Значи, немој да се фаќаме за политика дека некој размислува различно од нас, тоа е како да вие сакате плава, а јас сакам жолта боја. И тоа не значи дека не може да се сакаме, може да има тенденција да се, ја не знам како на митинг се напали фама.
има тенденција извинете, само уште две реченици. Има тенденција да се подели било која група, бидејќи така полесно се владее, и некоја владење и не е лошо, има владење за општо добро. Ај ние да се поделиме како едно од сите наши проблеми и стравови и да ги уништиме. Се уништуваат само со верба во себе. Надогради се за да можеш да се сакаш. И биди пријател со себе си и со другите. Спријатели се со себе, за да можеш со другите убаво да се поминаш. Тоа нека биде. Благодарам. Викса, ова беше извини за не само жестокоста, како за митинг, туку како парламент да зборуваше сега. Во парламент на љубовта. Замисли прва држава да сме, не ваков парламент, љубовен парламент. И на пријателството. Ти што си заљубен? Може да скажам, може, му вика како беа тие. И мора да завршиме. Да. Така, љубовен парламент. Благодарам и на Викса, благодарам на отец Ивица. Се надевам дека благодарам и тебе, пријателе Душко. И благодарение за овој триаголник и за тоа од таму, бидејќи тоа се осеќа има фидбек и е многу битно. Ништо од ова не би се случувало кога не би биле вакви какви што сме. Се надевам дека зборувајќи за пријателството бевме пријатни за нашите гледатели и дека остана има трпение и пријателство. Пријателите не препознаваат, да не се слушаат до крај. И непријателите не препознаваат. Сега на крајот ми текна една шега, вели кој е најдобар пријател од сите професии. И вика, не знам, полицајецот, вика, тој ќе те сослуша до крај. Има логика. Сега се надевам дека ние имаме пријатели што не се полицајци, туку се вистински пријатели кои секогаш ќе не сослушаат до крај со верба дека нешто ќе научат поучно за нив, меѓутоа и ќе имаат и тие нам да ни испратат нели една таква енергија пријателска за да ни биде и нас пријатно и да продолжиме со мисијата понатаму. Пријатно. Пријатно.